но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште една сакате. минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Македонската домашна политичка криза и особено незината разрешница се ми се чини нераскинливо врзани за Европската унија и за САД. Оттаму ми се чини со внимание медиумите ги следат доаѓањата на нивните представници во Македонија и нивните коментари. Но освен оние изјави што ги даваат за медиумите кога се тука, се чини уште поважни се документите, оние пишан збор што во форма на извештај на Стејт департментот или извештај за напредокот на Македонија ги оставаат или ги пишуваат Европската комисија. Еден таков е во очекување, а важноста е битна, важни се овие извештаи затоа што од нив зависи и понатамошниот напредок или интегрирањето на Македонија во Европската унија. Се разбира и домашната политичка сцена, зависи од нив, па и вечерва ќе разговараме на овие две или на оваа една заедничка тема со моите вечерашни гости, господин доктор Александар Дашчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Добро вечер. Зоран Шапорич, професор, универзитетски професор и представник на Либерално-демократската партија, член или не знам како сте во вашето тело. И господинот Малиша Станковиќ, член на извршниот одбор на Социјалистичка партија. Добро реков? Добро вечер. Добро вечер. Господин Станковиќ, вие сте прв пат во Аргументи, во ТВ Нова, на една ваква дебата. Добре дојдовте. Се надевам дека ваши представници, ви лично, ќе најдете време и во иднина да присуствувате на вакви дебати, каде што ќе разговараме за разрешница на политичкава криза во Македонија. Ајде да почнеме со вас. Сега го најавивме извештајот, кога го очекуваме и каков извештај очекуваме овој пат, господин Станковиќ? Видете, Република Македонија добива повеќе пати позитивен извештај од страна на Европската унија и Европската комисија. Сметам дека тоа е еден заеднички напредок на сите политички субјекти, меѓутоа воопшто и на граѓаните на Република Македонија. Тој извештај ја отцртува пред се работата на владата на Република Македонија, но воопшто и работата на сите чинители во Република Македонија. Сметам дека тој извештај и овој пат очекувам да биде позитивен, но веќе како што ги слушаме најавите, ќе имаме најверојатно една доза на резерва која што ќе зависи токму од разрешницата на политичката криза. Во таа насока очекувам дека изборите на 11 декември ќе се одржат и дека со одржувањето на изборите на 11 декември практично ќе заврши таа политичка криза во Република Македонија и веќе ќе очекуваме да добиеме реално повторена препорака од страна на Европската комисија. Сметам дека во Република Македонија во последните години особено многу се направи за да имаме позитивен извештај, од сите оние МПА програми и согласување со европското законодавство, па се до сите оние мерки кои што се преземаа за да ги исполниме оние нотирани точки од страна на извештај, кои што ги има во извештајот на Европската комисија, кои што ни се дадени како забелешки. Но овој пат сметам дека повторно ќе имаме, како што кажав, еден позитивен извештај и дека Република Македонија ќе добие повторно препорака да биде членка на Европската комисија, односно на Европската унија. Господин Шапорич, кога очекуваме да го добиеме? Дали ќе доцни или видите, вообичаено до минатата година тој извештај доаѓаше некаде околу средина на октомври. Лани беше подосна. Да, сега се очекува негде меѓу 6 и 10 ноември, добро рековте, да се добие тој извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија кон членството на ЕУ, кои што го добиваат годишен извештај, се разберимавме и вонеди некој извештај, го добиваат сите земји членки и кандидати. Сега годинава сигурно дека ќе биде обележено што го се спомена, дека ќе биде обележена политичка криза и така натаму, но не можеме да се потпреме само на тоа, бидејќи
А самиот извештај прво има анализа на сите 35 поглавја. Значи не само на институциите, се разбира како работат институциите во државата, владата, парламентот, туку и на состојбите. Се разбира има политички дел, каде што се зборува за слобода на медиуми и човекови права, судството, независноста на судство и така натаму, и економскиот дел, и потоа поглавје по поглавје со препораки. Се разбира, има и, беше кажано, одредени забелешки, тие се дадени на еден полајт, учтив начин, би кажал, и така се давам во секоја област good progress, low progress, no progress, нема прогрес и така натаму, што значи сепак некоја оценка. Годинава ќе го видиме, сигурно ова ќе го одбележи, ланскиот извештај, значи имаше одредени состојби, генерално сега зборувам, бидејќи немаме поглавје по поглавје, имаше и позитивни пофалби, да речеме царината и така натаму, меѓутоа имаше забелешки околу слободата на медиумите, независно судство, каде што се кажува дека треба вистинска имплементација. А јавната администрација дека исто така има напредок во законодавството, но дека треба реална суштинска имплементација. И дека фактички има договор, но дека тој се спроведува и дека е потребна покрај напори на институциите, ни сите субјекти, не само на, се разбира, на политичките партии, невладиниот сектор и така натаму, струките и така, да се направат огромни напори да се постигнат одредени работи, да се подобра состојбите. Се разбира, сигурно ќе биде надоврзани со извештајот на групата на Приве, поранешниот директор на во директоратот на при Европската комисија, и ќе содржи некои работи, сигурно ќе бидат повторени, но главната ќе биде анализирана политичката криза, ќе бидат анализирани сите состојби и очекувам дека ќе се бара, оти во некој дел има итни ургентни реформи. Лани се појавува многу често тоа. И сега и се најавува дека во многу сфери, значи не зборувам само за политичкиот и економскиот дел, дека фактички треба да се прави, дека некаде имаме добри стратешки документи, во некои области зборувам, транспорт, животна средина, законодавство и така натаму, но имплементацијата е многу, практичната имплементација е на недоволно ниво. Господин Даштовски, можно ли е, мисля, че и не споменавте условена препорака, можно ли е повторно, бидејќи од Пржинскиот договор наваму, кога почна некој вид на преговори за разрешница со посредство на меѓународниот фактор, се говореше за условена препорака. Очекуваме ли повторно на една таква условена препорака и дали може би Европската комисија овој пат ќе сочека изборите до 11 декември, до тогаш дали може толку долго да се чека до извештајот или ќе истрча пред тоа? Не, јас мислам дека тоа ќе биде во овие датуми, 7 и 8 некаде, да кажеме, нели, средина една да земеме, и тогаш ќе дојде до тоа, бидејќи уште пред 2 недели се ова прашање нели се зборува постојано во јавноста. Со професорот Ненад Марковиќ учествувавме на една емисија и се согласивме заеднички дека Европската унија најде една магична формула за овој период кога во предвид ја зима и политичката криза што трае во Република Македонија, да дава постојано условена препорака. И сметам дека во ноември ќе дојде таа условена препорака, што ќе значи сепак препорака до завршување на овие работи. Аз се согласувам дека ќе ги земат во предвид оној извештај на Приве, кој јас сум го анализирам, морам да кажам детално, имам напишано за тоа 7-8 колумни во Дневник минатата година кога излезе извештајот, значи детална анализа. Прво тој почнува од собранието, ДБК, па после оди кон судството, па новинарите, завршува со избори, нели? Значи тие работи што треба да се спроведат не се многу тешки за спроведување. Значи, да речеме, во судството они и предлагаат само оние препораки на Венецијанската комисија, што треба да се имплементираат, што вика професор Шапорич, да се стават во како да кажем, да функционираат. Не само да се донесат, туку и во пракса да функционираат. Значи, тоа е само препораката во областа на судството, инаку тој тврди во извештајот дека 80% од персоналот во правосудството, што значи и обвинителството, се прилично стручни и способни кадри, на кои нема да им треба многу да го спроведат тоа доколку се имплементира, доколку се донесе. Меѓутоа, сметам дека и не треба да се заборави уште еден факт. Во текот на летото многу од тие работи се направија. Само што нели дојде до одлагање на изборите и опозицијата тогаш излезе од парламентот и сега се направија само оние работи кои може сама власта да ги направи, нели, дуи и ВМРО.
А од друга страна и коалицијата, наravno да не сгрешам, значи некои работи нели мора да се донесат со консензус, посебно онаа работа што се однесуваше до како треба да функционира ДБК и кога одлучија нели и се формираше комисија, председател Петар Шелегов, нели Груевски го испрашува 4 сата или цел ден како беше. И на крај кога дојде време да се сослуша Зоран Заев, нели тогаш запре комисијата, не знам зошто не навлегувам во тоа, меѓутоа тој дел се уште не е завршен. Инаку сметам дека се добија тие сертификати за безбедност што се претходно не беа дадени, така што може и тоа прашање да се реши. Прилично е направено и на планот на медиумите, на планот на изборната проблематика, бидејќи и тој закон што го донесоа сите партии заеднички и претрпе неколку измени и тие измени мораа да бидат во согласно со сите овие 4 фактори, односно 4 политички партии кои преговараа, така што тоа се смета како нели веродостојно нешто. И затоа сметам дека само треба да се продолжи во тој правец и да се исполнат сите задачи кои треба да се исполнат и кои се бараат од ЕУ, за да нема после, да кажеме, проблем во смисла сега зошто не е проблемот само Грција, туку е проблемот и имплементацијата. Значи, според мене, тоа е основен проблем и тој проблем ќе потрае затоа што Грција, гледаме сега овие денови повторно, како реториката ја менува председателот на државата, тоа е веројатно се претпоставува помеѓу аналитичарите и во Грција и во Македонија и во Европа, дека е некој тактички потез за да владата не напаѓа, да не се повторно тоа што се направи да пропадне, тоа сближување. Сега председателот на државата напаѓа дека Грција секогаш била Македонија, била Грција и дека тоа не смее ни да се разговара за тоа прашање, тоа се знае дека било така. Така што тоа се некои фактички на некој начин провокации што треба да им дадат на нив подобра позиција во тие преговори за името после, затоа што и они имаат притисок сега. Гледаме дека постојано се тврди тоа во медиумите. Ај за името да оставиме покасно. Да, ќе го оставиме. Меѓутоа, тоа е главен проблем што не влегуваме, не се проблем, единствен проблем реформите. Ова господин Даштевски што го спомна, веројатно и Шапорич, реформите на Прибе, претпоставувам дека тоа е еден од сегментите што ќе го има во извештајот, но се говори дека и поддршката на специјалното јавно обвинителство исто така ќе најде свој дел. За тоа да почекаме да дојде извештајот, да видиме во која форма и во која формулација ќе биде и околу специјалното јавно обвинителство. Мојата лична претпоставка е дека сигурно ќе им биде споменато и специјалното јавно обвинителство во тој извештај, меѓутоа сметам генерално дека е значајно и битно е граѓаните на Република Македонија да знаат дека ние во континуитет како држава добиваме позитивен извештај. Тоа значи дека во континуитет се прават генерално позитивен извештај. Самата препорака што ја добиваме да видиме членка, значи позитивен извештај. Никој нема ви дае препорака ако извештајот не би бил генерално позитивен. Секогаш може подобро, меѓутоа сметете дека во последните 7-8 години и во Европска унија се прават различни реформи, така да секоја земја од Европската унија се реформира на некој начин, иако се веќе членка на Европската унија. Така да ние ги следиме во континуитет и реформи во континуитет стојат во извештајот. Имаме ние одредени поглавја каде што се споменуваат одредени работи, кои што би можеле да се дорешат или би се решиле со отварањето на самите поглавја. Не можеме ние веднаш да ги исполниме одредени услови кои што се нотирани, а е нормално да бидат нотирани во извештајот. Што се однесува до специјалното јавно обвинителство, ние имаме закон за специјално јавно обвинителство кој што е јасен и дециден и сметам дека евентуална промена на тој закон за специјално јавно обвинителство во контекст на ова кое што вие го кажувате може да се направи исклучиво само со консензус на сите политички чинители, пред се на 4 поголеми политички партии, но воопшто и на политичките чинители кои што се со своји представници застапени во собранието и на крајот од денот ќе треба да го изгласаат таква некоја измена, доколку таква измена дојде. А поширока е темата, дали такво нешто треба или не, да ставиме. Господин Шапорич, само како залет едно прашање како провокација, вие можете да коментирате или да реплицирате. Веќе реплицирате генерално, што само по себе значи дека како има забелешки, меѓутоа без разлика на она што можеме да го забележиме како новинари сите останати, без разлика на тенденциите на критика на опозицијата кон власта во однос на демократија, на судство, медиуми, за кои што факт е дека во извештаите има забелешки, Европската комисија како да удира шлаканица на опозицијата, бидејќи секоја година дава
добар извештај и препораки. Па сега добар Значи, извештај. тоа не можете да го промените никако, иако се надевате дека можеби Не. една година нема да добиеме добар Не. извештај. Прво, никој ще мисли Дека тоа ќе биде доказ на тоа што го говорите. Јас не сум чул дека опозицијата посакувала да се одземе препораката. Изразувале одредени аналитичари, но и од власта дека страф, можност и така на што го кажа да Штески дека може да биде условена препорака и така натаму. Значи никој кој што помислил добро на оваа земја. Сега е таква условена, што е еден чекор назад. Но треба да видиме, сигурно дека има и проблем со Грција, што го кажавте, дека 2005 декември сме кандидат и сега сме веќе 11 години вечен статус на кандидат. Но околу препораките не се случило ни со другите земји кандидати да имаат негативна препорака. Значи тие се забелешки, сугестии, како сакате да речете ги, кои што минатата година добија итен приоритет, нагласени се во самиот извештај, болдирани и така натаму, дека тие мора да се спроведат според мислењето на Европска комисија, која што е извршен оперативен орган на Европската унија. Но мораме да имаме предвид дека тие препораки, тие европски стандарди не ни се потребни нас само за членството во Европска унија. Ние сега, ако го следиме примерот на Хрватска и така натаму, колку кога би почнали 11 години чекаме, Црна Гора 2006 не ни беше нели се уште самостојна држава, таа е дебело зачекорена, Србија ги отпочнува преговорите после долго време, ние 11 години чекаме. Значи ние да почнеме преговори утре, ќе треба по хрватското искуство 9 години, по некои 5, значи 7-8 години би требало тоа да траат тие преговори, кои што не се некој бау каде што треба да ги исполниме тие критериумите. Така да генерално тие не се копенхашките критериуми генерално. Па добро генерално, ма зборуваме после за имплементација, кога ќе почнат преговорите, тогаш ќе каже добро, сте направиле ова, до каде сте. Па ќе кажете до година тоа и тоа, па зошто немате и како немате, тогаш се веќе не знаете што ако доаѓаме, иначе не опозицијата дека сакала, не сум чул таква работа. Сакала, но затоа ви го вада стално под нос луѓето од може да вали некој, меѓутоа не дека добиваат позитивна препорака, тоа е упатено до вас, тоа не е упатено до нив. Па видите, јас ви кажам сега, препораката е таа цело време со тоа што лани еден мал чекор назад или поголем или среден, како сакате, е условена препорака. Инаку не очекувам ни годинава. Дали ќе биде, сега ќе видиме, дали ќе да не предицираме. Тоа беше мала провокација, мислам, генерално. Значи, ја не верувам некој што и мисли. Сега имаме ние, да речеме, многу граѓани. Политичката битка се е, па се. Добро, се е, ама сега како либерално-демократска партија говорите или како опозиција генерално, може да има нијанси, може да се поумерени. Добро, ние сме критиката на европски ориентирани сигурно и членки на АЛДЕ, на Алијансата на либерална Ту сте ви професор по оваа проблематика плюс ние ни дојдех господинот Ханс Ван Бален 4 пати за година дена, значи лидер на една голема групација во Европскиот парламент и воопшто во Европа, на европските партии, која што е Федерација на европски партии. Не се случило лидер, да речеме, од било која друга групација, што е во Европа да дојде. Така да таа поддршка кон либерално-демократската партија од Европската Алијанса од АЛДЕ и се разбира и од Либералната интернационала е видлива. Но, исто така, морам да ви кажам, не сум слушнал дека некој од опозицијата, генерално, кажал дека посакува. Биле одредени стравување, но исто така слушаме дека директно нема од власта, но има некои обвинувања дека блиски до власта шират евроскептицизам. Што исто така не е во ред, бидејќи која е нашата друга опција? Ако земеме ние, прво, европските вредности, дека се за нас, ние цело време се занимаваме, била Европска унија во криза, не се разбира и таму мед и млеко. Меѓутоа Европска унија е формирана за 1951 година спогодбата Јаглен Челик. Потоа се до Лисабон, низа спогодби, кохезијата, јакне. Не толку многу колку што сакаат евро тврдите оптимисти, но не ни слабо како што мислат овие евроскептиците или обратно, зависи како го толкувате. Така да сите тие кризи, сите бенефити ги видиш Хрватска, ги видиш Словенија, али дека преку ноќ ќе стане нешто, тоа тама работа не е. Само ако дозволите една реченица да се дополниме со ова што го зборувавме до сега. Значи,
Првото прашање е ова околу евроскептицизмот сега до кое што зборувавте, значи уште во 90-тите години јас сметам дека е апсолвирано прашање од сите политички чинители. Званично да. Тоа е апсолвирано прашање, сега да не влагаме во тези дека некој си евроскептицизам или слично па да треба околу тоа да зборуваме, тоа е апсолвирано прашање затворено. Не реков политички субјекти, реков дека одредени структури има структури. Тоа е меѓутоа тоа е за мене затворено. Што и тоа е легитимно. Затворено прашање уште во 90-тите години во Република Македонија. Што се однесува до извештајот, вие неколку пати споменавте демек зашто чекаме 11 години така натаму и така натаму. Тоа е прашање кое што и ние вака поредовно го прашуваме, бидејќи нема никаква причина да чекаме и да не ги отвориме преговорите. Единствената причина, тоа ни е јасно и на нас, и на вас, и на сите граѓани во Република Македонија, спорот со името со Грција. Ние затоа имавме покана директна во НАТО, па не станавме членка на НАТО. Значи да не препишуваме дека се работи за извештајот и дека во Република Македонија некој нешто не исполнувал како реформи или слично и дека е тоа причината. Причината е јасна, спорот за името со Грција, а сите други работи во континуитет ќе ги имаме во извештајот, бидејќи тоа значат реформи и напредоци. Претходно кажав и дека во земјите во Европската унија се реформираат и сите тие работи, како што убаво вие кажавте и потенциравте, ќе се испеглаат во моментот кога ќе дојдеме ние да ги отвараме поглавијата по поглавијата и затоа и кажавте дека е толку долг временски период. Значи, ама ние досега веќе, и јас го поставам истото прашање, зошто ако немаме друга пречка освен Грција, не ги отворите? Добро, јас за отварање, само да кажам една минута. Значи, ние кандидатски статус в Грција не стави вето кога се го добивме. Тогаш Тони Блер, се сеќавате, беше преседавач на Европски совет и тој ја објави, значи на самитот на шефови на држави, на премиери и председатели на држави. 2005 говори. 2005 декември. Грција не се спротивстави, го доби можеш и тогаш на европскиот, бидејќи процедурата се разбира комисија, потоа оди на совет на министри. Што ви е поентата? Зошто? Да. Значи не мора да си ги тераме реформите. Вие знаете дека во тој момент немаат право на вето кога се зборува за кандидатски статус, него после го активираат правото на вето согласно со тоа може да дадат и на ако да прават условно речено проблеми. Тоа може да прават проблеми под наводници, но не може да искористат никакво право да не спречат во тој момент. И привизната либерализација, но зборувам, не може да ни биде. Значи, не велам ја дека немаме проблем, имаме, тоа е јасно, но не може да ни биде, да речеме, под наводници алиби за неспроведување на некои работи кои што се констатирани. Добро, одиме со реклами, а потоа продолжуваме на прашањата што сами ги поставите. Добро, еве повторно во студиото на телевизија Нова, следите аргументи со Малиша Станковиќ, Зоран Шапурич и Александар Даштевски. Три пати ги споменавме Грција, ќе ставиме точка или точка запирка за кратко. На еден друг начин сакам да поминам од извештајот. Господине Даштевски, господине Станковиќ, рековме дека извештаите се позитивни, сепак добиваме генерално позитивни извештаи, дури овој, ако е малку чекор назад условениот извештај, сепак го добиваме. Дали тоа Европската унија не може да се повлече назад или навистина смета дека добро тераме, но прашањето е и до Станковиќ како член на партија и до вас како аналитичар, зошто па толку, ако ние ја тераме добро, ги тераме, реформиме, чекаме пак ЕУ или Европската комисија да не поттурне, да ни каже дали сме добри или не, па откако ќе не поттурнат, ќе ни дадат шема како да работиме, па го правиме тоа. Кога еднашка самите ќе правиме демократски напредок, за да не мора постојано да чекаме некој друг да ни каже? Па јас мислам дека не е баш така, мислам дека ова ние направивме многу реформи и тие се признаваат, нели тие веќе некои се отпаднати од реформите што се направени, готови се. Се работи само за овие подрачја што ги има во извештајот, нели? И на тие подрачја треба да работиме за да го заокружиме целиот процес. Меѓутоа, ја тука би анализирал некои други работи. Знаеме дека има официјален став на ЕУ дека до 2020 нема да се примаат земји членки, што не значи дека нема да се продолжи тој рок. Може и нема, меѓутоа не значи тоа. Значи до 2020 никако немаме шанси да добиеме статус, бидејќи никој нема да биде примет до тогаш. Тоа е прво прашање. Второ прашање ќе трае долго нема. Да, и преговорите ќе траат. Второ прашање е што ние сега збориме тука во Македонија за реформите. Меѓутоа, ако ги земете самите земји членки на ЕУ, дел од земјите членки се уште под мониторинг.
да речеме Грција, Бугарија, Хрватска, Бугарија се уште има проблеми со правосудството, исто со криминал, со такви работи и се под мониторинг директно на ЕУ ако се земја членка. И од тогаш ние забораваме дека има политички прием и со исполнување на критериуми. Ние кој влагаме? Значи, Бугарија влезе поради политички критериум, бидејќи многу беше битно влијанието на Црно море што го имат тие кон Русија. Така што они знаете дека тогаш не ги исполнува, па до 2007 им продолжија, па и 2007 ајде да влезат зашто веќе Русија зајакна и фактички има постоеше опасност да не ни влезе ако почнаа они да се спротивставуваат како што тоа е со Грузија и со Украина, нели? Не влегуваат и овие на некој начин ставаат вето, да кажеме, политичко вето, дека нема ни да влезат тие затоа што сметаат дека ја загрозуваат нивната безбедност. Така што они влегува политички и денеска гледаме дека ние сме на повисоко ниво на тој степен, на реформите, бидејќи се уште правосудството нивно е во полоша состојба од нашето во Бугарија. А од друга страна, ако се вратиме поназад, нели Копенхашките критериуми се донесени 1993 година. Од тогаш важат за сите држави поради зајакнување на владење на правото и правна држава, што создава услови нели за слободна трговија, free trade agreements, така и почната Европска економска заедница, што после станува Европска унија. Значи, од тогаш важи тоа за новите членки, меѓутоа после сваќаат дека и земјите членки треба да постојано да ги менуваат законите во склад со тоа што сега е актуелно во светот, односно во Европа. И тие критериуми во Ница се договараат 2000-та да важат и за земјите членки, бидејќи Грција не ги исполнува. Вие знаете дека се уште Грција не ги исполнува, не ги признава малцинствата во Грција, што е преседан сега во Европска унија и земја членка на Совет на Европа се, а не ги признаваат правата на малцинствата, само викаат дека постојат муслиманско малцинство, а тоа се веројатно турците, не знам, албанците и други. Јазични разлики. Значи тоа земја членка на ЕУ, а ние имаме највисоки стандарди за етнички права во Европа, кои ги земаат за пример, нели според Охридскиот рамковен договор, и други земји, па им се така многу либерални, дел ги прифаќаат, дел не, што значи дека не е тоа проблем овие реформи, дали ќе се имплементираат или не, туку има многу збирна објективни и субјективни елементи кои треба, а посебно од Лисабон, значи задолжителни се обавезно, тие мора да ги исполнат и постојано ќе бидат под мониторинг. Има еден мониторинг пред прием, а друг мониторинг после прием во ЕУ. И тој трае постојано додека траат преговорите. Така што вика професорот Шапорич, ние и кога ќе добиеме датум за преговори, повторно ќе има процес од неколку години за сите елементи да се ускладат, за да се направи влез во ЕУ. Меѓутоа, доколку сака ЕУ, да не забораваме дека тој политички момент секогаш постои, тие може да пресечат и да ги скратат преговорите и да донесат одлука за прием. Затоа што викаме има исполнување на реформите, има политички. Значи вие ако не веќе гледате дека тука Кина го купи Пиреј, дека Русија се меша со газ, со нафта и така натаму, значи ако сакаат да го контролираат целиот простор на Европа, што е основна цел и за основање на Европската унија, тие треба да пресечат и да направат политичка одлука, и тоа еднаш го има кажано во Европскиот парламент Дорис Пак, дека доколку не се заокружи целиот континент како целина, секогаш на континентот ќе има проблеми, вклучувајќи ги тука и проблемите за опстанок на Европска унија. И гледаме што се случи сега со Брекзит. Тоа е дополнителен проблем за евроскептицизам во цела Европа, затоа што Британија за 2 години треба официјално да излезе, дали ќе бидат 2 или повеќе, ќе зависи од преговорите. Меѓутоа тоа е секако депримирачки, нели? Према другите земји членки веќе се најавуваат и други. Еве Орбан сега сака да излезе, а од друга страна ова како се вика Тереза премиерката на Британија? Не, мислам Британија излезе, Брекзит направија. Мислам вело процес на излегување, Значи, референдумот е консултативен, но кај нив ама знаете, сега најавува Унгарија најавува, а тоа значи дека една по една сите земји можат, значи не се задоволни од тоа и фактички затоа и излезе Велика Британија, затоа што не сакаа да примат да исполнат одлуката на Брисел за прием на бегалци и други работи, сметаат дека нели народот
тој што го бира, тој треба да му одлучува, а не да му диктираат од Брисел како што ќе се случува во земјата. Бидејќи тоа може да ја доведе земјата во криза, што веќе се случи во Грција, се случи и во други земји, од која не може да излезе. Например, банкротот на Грција предизвика криза во Словачка, затоа што Европска унија на сите им одредува, Брисел им одредува по колку ќе плаќаат за да застане на нозе таа земја член. Инаку за Британија има и таму проблеми. Може да се надоврзам. Значи, Британија и досега била во специфична ситуација. Не само ради фунтата, еврото, таа имала резерви на многу. Таа не го потпиша единствено заедно со Чешка фискалниот пакт, договор за фискална стабилизација. Потоа се разбира околу визниот режим. Значи, Британија се разликуваше. Сега, во Британија референдумот беше консултативен. И се разбира, иако се членка на Европска унија, се развива све повеќе пишаното право, британците направи еден консензус да ја признаат волјата на граѓаните. Иако формално би требало да кажеме по некое толкување, бидејќи ке нив нема строго пишани правила за многу работи, нема ни пишан устав, се разбира, како таков и тие се договорија дека ќе ја призна, дури нема да оди ни во парламентот, но таму се јавија проблеми сега со Шкотска, која што смета дека треба и така натаму. И се разбира, ќе видиме, сега барат подолг рок. Од друга страна, Германија бараше побрзо. Господин Шапер, се вратиме на домашна политичка сцена. Господин Станковиќ, до вас едно прашање. Говоревме за реформите што треба да ги прави Македонија, за СЈО, за судството и така натаму, за напредокот, но во ова условена препорака ми се чини влегува изборите. Пред нас нема и медиумите, но еве пред нас се веќе изборите. Вие како представници на две политички партии, една од опозицијата, една од власта, дали сметате дека овој пат ќе имаме навистина кредибилни избори, дали се условите исполнети? Тоа е важно и дали едно од прашањата што постојано се наметнува од кој чин можеби ќе зависи на еден формален, практичен начин разрешница на кризата, тоа е признавање на резултатите од изборите. Така, прашањето е сосема на место, што се однесува до нас како Социјалистичка партија на Македонија. Ние бевме спремни за избори уште на 23 април. Тоа јавно го кажавме и говоревме за тоа, дека уште на 23 април за нас лично беа исполнети сите услови да одиме на фер, демократски, регуларни избори. Не гледам дека нешто посебно во овој период што се договлече од 23 март до сега, дека нешто кој знае колку многу се смени, нормално е дека имаме ни еден голем напредок после тоа направено во одредени реформски области, меѓутоа што се однесува до изборите, работата е по мене тука некаде. Така да ние можевме да одиме слободно и на 23 април, после можевме војној рок на 7 јуни да одиме на избори, па сега еве на 11 декември. Единственото неодење на избори беше тоа што опозицијата едноставно не сакаше да оди на избори, тоа е нашиот став. Па од тука јас се надевам дека овој пат имаме избори, ако не се пишмани опозицијата, добро е што овој пат они поднесува барање да се распушти собранието на Република Македонија, што ни дава вака еден морал дека реално ќе излеземе на избори на 11 декември и нормално сметам дека изборите ќе поминат во една фер и демократска атмосфера и дека ќе ги признаеме после тоа изборните резултати онакви како што се. И согласно говорите затоа што сте уверени дека ќе победите? Не, ова го говорам бидејќи тоа е единствен излез на Република Македонија од кризата. За идни времиња, не само за идни времиња, не само за денес утре, не е сега не е само за денес утре, не е сега битно во моментот дали ќе победи власта или ќе победи опозицијата, битно е Република Македонија да излезе од оваа криза. Меѓутоа сепак јас сметам и сум убеден дека и најголемиот дел од граѓаните на Република Македонија смета дека иднината на Република Македонија е оваа власт да остане, односно оваа коалиција која што имаме ние и ВМРО-ДПМН повторно да победи, бидејќи тоа е многу попозитивно за Република Македонија, пред се заради сите оние работи кои што во минатото се направи, од реформите, од сите оние програми и проекти кои што се исполнија, и сите сметам дека имаме доволен кредибилитет со новата програма која што ќе презентираме во рамките на коалицијата, дека граѓаните за таква една програма треба повторно да се одлучат. Се надевам дека и овој пат и опозицијата ќе има реална програма за да можеме да ги конфронтираме ставовите на сите оние области кои што се од интерес на Република Македонија. Јас истото прашање ќе речем, јас верувам дека опозицијата ќе победи, дека е добра за Република Македонија да дојде промени. Во тој дел се разбира и добро е да се спротистават аргументите на одредени полиња, да речеме во аграрот, во
енергетиката и така натаму, да има судирана програма. Сега, дали ќе има фер и демократски избори? Тоа беше кажано, пак ќе се вратиме и во прибе и во извештаите дека немаше одвојување на партијата од државата. Значи строго одвојување на партијата, дека притисоци имаше стои во извештајот, збораме во прибе, да ги нема. Тотално слободно на медиуми и така натаму. Ако бидат сите овие услови што целосно, ја мислам, еве, да не зборувам од цела опозиција, никој не верува 100% ќе бидат исполнетни, но делум, во голем дел да бидат доволно за да ги признаете. Јас се надевам дека така ќе биде, бидејќи Македонија со уште неколку земји во Европа остана единствена земја каде што има спор околу изборните резултати. Тоа го нема. Надевам дека нема пак да се пишманите, тоа вака си оставате простор за Па не, сега не е за оставање простор, значи тоа си пишува строго одвојување, а ќе каже и ОПСЕ одикара извештајот и се разбира мониторингот кој што нема да дојде одма, ќе дојде после 2, 3, 4 месеци по изборите. Сите тие анализи. Затоа и почекавме вие да дадете барање за распуштање на собранието, со што ќе потврдите дека се исполнети сите услови за фери демократски избори. Ако веќе го поднесовте тоа барање, претпоставувам дека Ја мислам дека тоа со консензус, колку беше 100 и но тоа беше консензус изгласано. Но тоа беше договор на 4 политички партии и на останатите субјекти, тоа го знаеме. Сега кој го поднел, тоа е проформа, сите гласа. Тоа е сега добро, мислам значи, и колку имаше 107, 109 гласа, тоа не се случило многу одамна. 116. 116, Да. Значи тоа не се случило од 91-2 кога се Ретко. Декларација за сувереност на Република Македонија кога беше 91-та. Значи имало консензус. Така е. Да се донесе. Господин Станковиќ, рековте дека вие мислите на вашата партија бевте подготвени за избори? Така е. Уште во минатите 2 термина кога се одложија или како коалиција? Апсолутно. Јас зборувам во името на Социјалистичка партија на Република Македонија. Ние бевме подготвени, ние излеговме со пресконференција во која што истакнавме дека е добро уште во тој момент да има избори, но моите сознанија, туку тврдам дека во тој истиот период беа исто така спремни и коалиционите партнери од ВМРО-ДПМН и воопшто целата коалиција да настапи на избори. Што го соопштија јавно. Кога партија како вашата или како либерално-демократската, кои сте делови на поголема коалиција, кој што има поголем носител на фронтот, СДСМ или ВМРО-ДПМН, да биде подготвена за избори. Тоа значи дека целата тежина ја префрлате на водачот на групата, на доминантната партија. Вие само се шлепате или имате контрибуција што е не знам како не можам да причи до вас е исто така. Не можам да коментирам за либерал-демократската партија. За либерал-демократската партија какви се односите во таа коалиција, не знам и не би можел. За нас лично ние имаме точно определени услови во коалицијата, значи Социјалистичка партија постои од самото формирање на Република Македонија, во континуитет има свој представник и во собранието на Република Македонија и на локалните самоуправи. Поголем дел од сами на избори? Не е така, сме оделе многу време сами на избори. Прв пат имаме официјална коалиција од 2005 година со ВМРО-ДПМН од локални. 10 години. 94-та за Македонија 10 години. 94-та имавме исто не настапувавме самостојно, ако памтите вие кога бевте градоначалник, ние имавме свој самостојна листа за градоначалник, пред малку го зборувавме тоа. 2002 година исто имавме самостојни настапи, така да прв пат во официјална коалиција во оволку долго време сме со ВМРО-ДПМН, но се знае дека таму ние имаме коалициони договори каде што се договараме за официјалниот став кога се излегува во името на коалицијата. Сега ќе настапувате заедно, така повторно. Ќе настапуваме заедно, заеднички ја припремаме програмата, во која што и нормално нашата програма која што е како ја даваме како Социјалистичка партија на Република Македонија во најголемиот дел инкорпорирана во таа заедничка коалициона програма со која што ќе се настапи на овие парламентарни избори на 11 декември. Колку очекувате носители на листи или колку кандидати за пратеници ќе имате? Социјалистичка партија досега вообичаено на листите има од 6 до 7 кандидати за пратеници. Во континуитет од 2005, ако ме прашувате во тој период до сега, од таа целата листа излегувале околу тројца пратеници, значи добитни биле тројца. Овие другиве што не добиле, значи тоа зависи од граѓаните на Република Македонија, не бираме ние сами. Не се отворени листи од редоследот. Се вради влада, тоа не се отворени листи па да се гласа само за една политичка партија, што исто сметам дека па за отворени листи е сосема друга тема. Но што се однесува до ова, значи толку имаме представници. Сега во овој момент не би можел однапред да зборувам
за таа тема, бидејќи преговорите се во тек, да видиме како ќе настапиме и со каква кандидатска листа, нормално како коалиција. Но можам да потврдам дека дефинитивно сме во коалиција со ВМРО-ДПМН и нормално сите други политички партии, бидејќи тоа е една поголема коалиција од поголем број на политички партии. Истото име ќе имате за подобра Македонија, така? Тоа ќе видиме, нека остане тајна. Добро, Шапорич. Значи, ние, како Либерално-демократската партија, во коалицијата, сме убедливо втор партнер. Не сме некој декор, и тоа е докажано низ за активности. Сакате трибини, сакате меѓународни активности, сакате. И мислам дека тоа е факт. И се разбира, ние во тој дел, во програмата учествувавме, добар дел од нашите програмски заложби, мислам дека ќе бидат вградени во заедничката програма. Така да, не значи тоа само да сме формално член, ние сме активен и ќе дадеме своја контрибуција. Инаку, да не заборавиме. Сега ќе ви кажам. Да не заборавиме, значи дека еве полека се дојде до отворени листи. Може би сега дури во мај на локални ќе бидат, тогаш веќе друга состојба. Колку избрани, тогаш ќе кажат граѓаните, а не. Ќе дојде период, ќе дојде до една изборна единица, бидејќи полека сите го прифаќаат. Ние го кажавме тоа 2000 година и еве сега, за жал толку време требаше да помине, но го прифатија. Значи, нашите преговори се во тек и не можам да ви кажам во овој момент како, бидејќи отпочна, ја се надевам дека ќе бидат успешно завршени. Сега тоа успешно, што значи успешно? Па да бидат Толку задоволни. барате, толку ќе добиете или ќе има... За да биде задоволително, значи за двете страни. Само би кажал дека не се Да имаме ние договор стариот договор да се додефинира, бидејќи имаме ние договор за коалиција со СДСМ од локалните избори, од парламентарните избори, после парламентарните 2011 локалните, а потоа и на парламентарните. Така да ќе ви кажам за некој ден. Дека отворени листи се прифатени и дека е воопшто зборувано на ниво на сите политички партии, бидејќи сепак тоа е една голема дека се прифатени отворени листи и една изборна единица, тоа не е вистина, значи ние и тогаш истакнавме дека ние сме против отворени или против една изборна На Косово има отворени листи. Така да, тоа не е сублимирано прашање, рекоте дека е прифатено, може би кајва се прифатено. Во опозицијата е прифатено. Во опозицијата, не ме разбира, значи во опозицијата прифатено, но ми се чини, мој почеток дека полека. Не. Во опозицијата е расчистено тоа прашање, кажав ЛДП уште 2000 година и полека тоа се расчистува. ЛДП исто така се залага, освен да бидат отворени листи, сигурно на локални, но добро, недобро ќе се види, мислам дека до тоа ќе дојде. Многу скоро. Но ќе видиме, затоа што прецена локалните. Се покаже во Хрватска од 140, 10 изборни единици по 14 пратеника, 28 беа избрани кои што не би били избрани, а 4 последни што беа. Значи тоа граѓаните покрај опцијата, дури сега прават реформи, да во рамките се разбира на иста листа можете тројца кандидати да заокружите. Натаму оди комбинаторики, така да нашиот став, јас кажав дека во опозицијата за една изборна, но полека мислам дека созрева во Република Македонија, па дури и кај некои делови, не реков дека званично е став на владеачките партии, но мислам дека ќе дојде. Слушајќи ги одредени коментари на да почекаме да дојде, сега да ги стереме овие избори вака. Опозиција. Како гледате од страна се, од нас, вие не сте активен член на некоја политичка партија, се уште до изборите може ќе се најдете, не знам. Тоа е член или нешто друго, но вашиот став околу големите групи на партии и коалиции кои што се судруваат на овие избори, од поодамна ми се чини како да сватија условно помалите чинители на големите коалиции дека е или големите сватија дека секој поединечно им е важен ако сакаат да дојдат до победа. Дали тоа окрупнување ќе продолжи и дали со текот на годините дали ќе се isprofilираат овие партии или ќе се асимилираат на некој начин? Како ги гледате на овие партии? Тоа значи зависи од случај до случај и од дали се работи за левица, или од изборните модели. Знаете, ако не се проверуваат ни за година, дали ќе има консензус за најмалите партии, што не верувам, бидејќи секогаш големите партии си ги прават
законите, тука мислам и на опозиција како им одговара на најголемите партии. Затоа во САД има само демократска и републиканска партија и во Англија конзервативни. Не, во Англија повеќе има и шкотска. Има, ама тие влегуваат во парламентот и во САД има повеќе. Тие се во конгресите, во локална самоуправа само учествуваат. Шкотската партија има преку 50%. Конгресот се само две партии. Да, добро, тие на И затоа што они ги направиле законите, литература, бидејќи сум бил на конференција во САД, и таму пишува дека полека така ги следиле законите републиканската и демократската партија, да фактички нема шанса никој. Прашањето ми е кој повеќе добива, малите или големите? Големите добиваат повеќе секако и затоа се прават, не мислам, големите партии добиваат во завршницата. Значи конечно кога ќе се завршат изборите, значи кога ќе се пребројуваат гласовите, во принцип гледаме дека во последните години, што не беше случај, имаше и преминувања од самата партија. Вие знаете дека ВМРО ДПМН победи убедливо на првите избори, од 38 стана, од 39 стана 28. 28 претеника. Значи фактички преминува, дали под притисок, дали без притисок. Сега такви некои преминувања нема. Имаше во левата левиот блок, левоцентристички. Левиот блок имаше баш од либерални пратеники од СДС, нели се одлучија да настапуваат сами со Олза Грчева и Топузовска. Така што тоа е се поединечни случаи, ретко се случуваат, па дури немало случаи од социјалистичка некој, иако не е од водечката партија, да премине во некоја друга партија, што значи релативно стабилни се во тој дел коалициите. Значи нема да има некои поместување. Ова сакам да кажам само неколку збора. Сега се нели се заокружува ова со преговорите, ќе видиме што ќе се случи. Вчера нели имаше на ТВ нова емисија за тоа дали ќе се спои и народна и да се заокружи тој блок, да стане посилен дури и од 90-та година кога се појавија неколку партии со префикс ВМРО и за еднаш за секогаш да се заокружи и да нема ќе нема тогаш ни една друга партија со таков префикс. А знаеме дека имаше повеќе партии. Така што тоа е сега актуелно, а она што прашавте прво за изборите, дали ќе бидат признаени, дали ќе бидат чисти или не, мислам дека покристална ситуација, тоа е моје мислење, не сме имале до сега, затоа што знаете дека од 2006 до 2009 бев и сам натре, и знам како бил. Тоа беше многу партизански за разлика од сега, бидејќи тоа беше прв професионален состав, повеќе имаше членови на ДИК, отколку што имаше персонал. Сега има, не знам, 35-6 души администрација, има овие инженери кои помагаат, нели, за тоа беше тоа прочистување, буџетот е 8 милиони, тоа беше 4 и сите други услови се исполнија. Немаме веќе проблем со тие фантомски гласачи, немаме проблем со медиуми, има ово адхок тело, гледаме дека превагнува секогаш накај опозицијата, сега да не глумиме дека не сме свесни, јасно е дека мнозинство има опозицијата и во ДИК. Значи фактички изгласани беше се, ќе кажеме овие тројца се експерти, ама не се експерти, затоа што секогаш гласат на за председателот не гласат секогаш. Председателот е фактички поранешен член на СДСМ, сега да не глумам. Ја не икам да глумам пошто еве колку пати гласал, ја колку што пратам. Ама ја кога бев у ДИК, ги носеше листите за пратеници ги предаваше во ДИК како представник на СДСМ. Значи експертите се не може сега толку да се правиме дека како да не сме од Македонија. Мислам, тоа е нешто јасно, така што мислам дека сега битно е како ќе делуваат, не е битно. МВР има представник, значи МВР тука не може да делува, јавна администрација има представник, секаде има, така што не можеме на тоа да се повикуваме, бидејќи се што се бараше се прочисти и сега преку ноќ се е сторено, извинете. И преку ноќ се чистено све и поделување дека кризата трае 2 години, таа криза не исцрпе, значи таа криза. А од друга страна, друго е мислењето на народот без оглед на бомби и ова, тоа е прашање кое ќе видиме. Има овие значи прашањето е дека нели овие анкети ги прават Брима, Галуп и тоа се меѓународни организации и гледаме што има во анкетите. А ретко кога плюс минус 1%, значи максимум 2%, иделе анкетите погоре или подоле, значи тоа е таа реална ситуација. И 28% 30 не верувам дека и во опозицијата не се сите убедени
биде на страна на опозицијата се. Ќе видиме, не може дека тоа ќе биде автоматски така. победа, апсолутно, тоа не верувам дека некој мисли. Можеме сега пред избори нормално ќе викаме ние ќе победиме, меѓутоа објективната ситуација е таа без оглед на тоа што се Апсолутно невозможно. што размислува. 61 зависи дали Тоа диаспората ќе ќе биде биде дали или ќе не. бидат 60, дали ќе бидат 63, дали ќе бидат 57, меѓутоа ќе тука е разлика, значи апсолутно И за 90 места се борат, така? да, за Апсолутна 90. победа не може да Не. има никој, тоа мислам е илузија. Апсолутна Што победа значи не. Апсолутно меѓутоа, мнозинство. Дека апсолутно ќе победи, не апсолутно победа. во тоа ја мислам, апсолутно пак ќе викате дека победи. ќе Така што не верувам дека некој не верува во тоа. Сега ќе се види тоа. да, ќе се Кој види. соодност го предвидувате, Даштовски? Па не знам, ја мислам дека овој стариот сооднос се мислам многу не знам зошто опозицијата пред се тука мислам на СДС бидејќи ЛДП немаше тука некои заедно. такви у смисла добро сега се они Да. едно исто, меѓутоа зборам со овие потези што се преземаа. Значи немаше потреба не се за тоа ни албанците ни македонците за федерализација за Не, ова двојазичност. тако, не, тоа никако Не, добро. не. Двојазичност во прилеп се кажа, тоа се кажа на пресконференција, се кажа дека нели зашто ќе се учи албански јазик во Прилеп поради музичко образование, што беше стварно не беше логично, не беше јасно. Морам И во се да Струмица. Да. Значи ние имаме ситуација каде што во сите градови каде што има над 20%, апсолутно е признаено, сите се учат на свој јазик. Имаме, да речеме да не зборуваме во Тетово и во Гостивар, каде што се мнозинство население од етнички албанци, туку да го земеме Куманово, каде што 20% се 22-3%, таму апсолутно се исполнува тоа дека сите може да се зборуваат, има основно образование, има средно образование и на републичко ниво високо образование на албански, така што нема потреба сега ние во Струмица, каде што не знам дали има или некој процент или нема, или во Радовиш да воведуваме двојазичност заради нешто, не знам што таму. Бидејќи се знае кои се стандардите. Ние, нашите стандарди за јазик овде, што сме ги исполниле со Охридскиот рамковен договор, имплементиран во Уставот, а потоа во законите, посебно законот за јазици, е се повисоки од стандардите на Советот на Европа. Значи, бидејќи тој исклучиво се занимава Ајде, со пред да ги човек пробаваме слободи и реклами, права. втори. Само Ајде, една поведете реченица. се. Значи прво околу федерализација тоа е некоја фама што власта и баш ме чуди вие како аналитичар, се разбирам, рековте не сте член, порано бевте во ВМРО ДПМН, сега не сте, како настапувате ептен па толку про владини ставови или про власта. слушам сега, не Само сум затоа што никогаш не било кажано тоа, значи едно спинување дека е околу федерализацијата, дека некој ја спомнал. Тоа одредени изјави се вадат од контекст, никош. Ама води ова, ако воведете во Струмица. Ама не кажал никој така на тој начин, Како беше не кажано кажа, дека оној што сака да Па- учи, као што можете германски да учите, може да учите било кој јазик. Во таа смисла, не било така кажано, ја бар така го сватив. Ја не можам да ретерирате. А федерација не ретирирам. А федерација ја не знам. Не знам јас федерација дали никој не го спомнал, никој. Ама никој не спомнал тоа. Ама не. Ама тоа самото води кон себе. Ма не мени ни од било која Ако правите тоа, сигурно е дека ќе се спротивставате вие во Радовиш и во Значи јас зборувам сега за и тогаш ќе биде и од ЛДП се разбира, но и од не другите не сум федерација, чул. него може и нешто полошо од Не сум федерација. слушнал за такво Значи, нешто, може никој да го каже. Ама ако го Тоа се спину, ама се Зашто? ако. Не. Нема ако. Да го покренуваме тоа А прашање. не Нема го потреба кој да го се па покренува. јас мислам дека власта го покренува. Ја обвинува опозицијата. Моите за власта. Па не знам каде. Добро Не, знам. некој од вас, не сите. Не, тоа се го Некој кажа провладени председател на опозицијата. Не кажал отворено федерализација. 2-3 пати. Не федерализација, двојазичност. Во цела територија на Република Не Македонија, го кажа, што баш така нема добро. потреба никад. Прво значи, да расчистиме за дали ќе ви федерализација. дадат на вас во федерализација. пустет само мала преспада, да уведете само македонски да се. Значи, Мислам, федерализација- тоа е нешто што нема потреба, добри беа. Ама кој отвори федерализацијата? Ја не знам ајде. Се прави Ја вештачка слушам. дестабилизација, значи ако сакате, пошто викате аналитичар, значи вештачка Ајде, дестабилизација бидејќи нема друго чаре. Затоа што ги знаеме резултатите кои се. Ќе ги видиме И- резултатите, ќе ги видиме, федерализацијата. мислам, сега не е спорно Е, тоа. Нели вие смислена продавте и работа. сами да идете? Одевме, па тоа кажав како. ЛДП и само и не одеше. освоивте ни еден прак. Не е битно, Значи, но покажавме како одредена политички силина. фактор, Ние немате просвоивме таква тежина, па да можете тежината да беше предпоставувате 2009 некои на председателски работи и што на ќе се локални. случат, а што не ги знае целото население. се разбира дека Значи, која е тежината, но ние ја докажавме 40.000 гласа освоивме Тежината на ЛДП 2009-та. е сега моментално, бидејќи се повлековте скроз,
Значи имате само овој млад дечко, тој фактички не знам што, каква улога има, бидејќи тој не е вистински председател, не може он со деца на емисии да се расправа, а да биде чисто е послушник на СДСМ. Не. Тоа е и вашата тежина е тежина на местна заедница. Ама крајно ова веќе навреда. Значи сега не. Тоа е тежина. Тежината на ЛДП дека 40.000 гласови имате. Па добивме на 2009-та, добивме на председателски преглед. 2009-та. Па пак, ако сте аналитичар, не ги навредувате политички партии. Ќе ви кажам, социјалистичка партија е најстара партија, меѓу најстарите во Република Македонија. Па не реков ја дека социјалистичка и за друга. Сега треба да ги обвинам другите партии. Едно перманентно гласачко тело. Они го губат затоа што менјаат постојано. Што менјаме, кај менјаме? А они имаат перманентно гласачко. Значи вие знаете дека у Кратово победуваат секогаш они. Колку имате Станковиќ? Значи во Кратово во делот Скопје имаат, во Охрид Не имаат. постои општина во Република Македонија каде што социјалистичка партија нема своја општинска организација. Значи Не, тоа е една работа. Колку имате гласачи за вас кои ќе влезете у СВМР да Значи За да може да ви вратат. социјалистичка партија има 30.000 члена. Од тука јас можам да зборам комотно дека ние оперираме од 50 до 60.000 гласа кои што можеме да допринесеме кон оваа коалиција. И тоа се покажува согласно со сите анализи кои што се праве. Значи, ако ги споредите целата коалиција, ако ги споредите од прилика перманентното гласачко тело кое што го има ВМРО ДПМН со бројот на добиените гласови кои што на крајот завршуваат како коалиција, сметам дека тука е јасна разликата. Либерал-демократската партија, Шапорич ќе си каже, господина Шапорич, извинувам, самиот ќе си каже колку од прилика они сметаат дека имаат, но нивниот мерило, еве гледам дека се фаќа на мерилото од 2009 година за прав. Значи, мислам дека можете на пример исто да ги споредите. Значи, не ве коментирам вас. Не, сега коментирам. Зошто не коментирате другите? Со 40.000 во 6 изборни единици не може да освоите ни еден. Не, прво е тоа големо прашање, како се распоредени, имаше 67.000 но зборуваме и за една изборна единица, зборуваме за ова и сега замислете се вие се фатите за ЛДП. Еве не се фатите на социјалистичка. Имате 10-15 партии во една коалиција, а фактички сте минорен фактор, мислам. Не сме минорен апсолутно. Повеќе ќе добијат шарените во овие преговори, отколку ЛДП што е. Вие не фаќате страна, господин Даштевски. Не фаќате страна се. Не фаќате страна, не фаќате страна. Господин Станковиќ ништо не кажа за ЛДП, никој Станковиќ може сам да се брани. Тоа е вештачка. Но се разбира ќе се биде тоа. Секоја партија треба да се подготвува да биде самостојна на избори. Одредени околности се разбира. Ние сме во 2006-та опозиција. Значи не може вечно, еве сега ќе земам социјалистичка да биде во коалиција, еден ден ќе мора да излезе сама. Не може вечно и ЛДП и било која друга партија. Па тоа го почнав преска како прашање, значи не и ние сме подготвени во секој момент да излеземе. Зошто? Видете, тоа е одлука на самата политичка партија како ќе действува и што смета дека така да ние имаме председател на партија кој што е избран демократски на конгрес и си е председател, си имаме институции извршени така натаму и така натаму. Господине Шапорич, само за она прашање. Ја не навлегувам во анализа сега кој во ВМРО треба да биде председател или не, или стварен, или формален, или пак во било која партија. Тоа мислам дека од ваша страна не беше коректно на крај. Не, поклучно прашањето беше околу двојазичноста, беше поклучно прашање и не треба да се ставате во контекст на тоа, постојано да го браните нели лидерот на опозицијата, после секоја изјава која што ќе даде. Се сведувате на ситуација да после секоја изјава, ако не прва на секоја втора изјава, да мораме да се сведеме во ситуација да морате да ја спомнувате. Ја не ве коментирам вие дали ја браните изјавата на ВМРО да помнели господин Даштевски. Не спомнав изјава на ВМРО. Јас кажав прво не довршиме за федерализација, никој не сме слушнал, јас да го спомнам. Значи јас ако зборувавме за двојазичност. Ама не федерализација спомнавте прво, па и двојазичноста сега немаше време за дебата после таму нема потреба да се покренуваат и ето. А прашајте го него сега. Имам сигнали дека треба да отворам реклами, а потоа ја го кажам тоа во друг контекст. Извинувам се, го кажав во контекст дека со тоа загуби многу опозиција, а не дека ќе биде некоја или дека двојазичност ќе се оствари. Добро, одиме со уште еден блок реклами, а потоа се враќаме во завршниот дел од аргументи на ТВ Нова. Добро, еве не за крај уште една тура разговор со моите гости Малиша Станковиќ, Зоран Шапорич и Александар Даштевски во пресред на изборите. Почнавме со очекуваниот извештај, ќе биде таков како што ќе биде. Останува нашите политички партии сами да си ги дострадат работите до 11
декември, да имаме фери демократски избори, за да можат граѓаните конечно да се смират, да добиеме победник и една соодветна политичка влада, што ќе продолжи со реформите, ќе изведи Македонија од политичкава криза. Но имаме уште малку време до тогаш, ќе проверуваме условите за кредибилни избори. На почетокот проговоривме за фактот што по изборите, и само споменавме, беше спомената Грција. Имав уште неколку прашања околу овие големи коалиции. Не знам дали имаме време се да поминеме, ќе оставиме за една друга емисија, но бидејќи ја споменавте Грција. Едно од прашањата за кои што е врзана за изборите е периодот по изборите. Сакам на крај тој малку да го отвориме, бидејќи ја споменавте името, прашањето за името и Грција. За странците важно е не само изборите, важен е периодот по изборите. Господин Станковиќ, и вие Даштевски говоревте, па и вие Шапорич, за извештаите дека ние сме направиле реформи и така натаму, но за нив не е доволно тоа. Викаат, завршете со изборите, и потоа ве чекаат други поважни прашања, евроатлантската интеграција на Македонија. Ако заклучивме дека, или заклучивте дека реформите се направени, останува само прашањето за името, тогаш што не чека по изборите? Али, господин Станковиќ, прво се вас. На што алудираат странците кои велат, фатите се за евроатлантската интеграција? А ако знаеме дека тоа е само името, тоа е што? За мене приоритет, и мислам не само за мене, тоа треба да биде приоритет и на сите други политички чинители, треба да видиме што ги очекува граѓаните. Што сметат граѓаните дека треба да има, тоа е второ веќе прашање што сметат странците дека треба да има во Република Македонија. Си ги гледаме ние граѓаните прво, па после тоа и странците. Ова не значи напад спрема странците, знам дека они би сакаат странците, сега малце може би лош израз, значи луѓето кои што под наводници од меѓународната заедница, значи тие секако дека и нашиот став е дека мисла добро пред се на Република Македонија во еден добар дел од работите, меѓутоа да ги видиме што очекуваат граѓаните. Граѓаните на Република Македонија прво очекуваат после 11 декември да заврши политичката криза. Тоа е основно и ние оваа криза можевме да ја завршиме, кој што кажав однапред, уште на 23 април, кога беше првиот рок. Тоа сметаме дека ќе беше најисправно за граѓаните, но еве сега дојдовме до 11 декември, ајде сега да ја завршиме работата. Второ, очекуваат просперитетна влада која што ќе продолжи со економските реформи пред се на државата. На граѓаните им е потребно тоа. Дајте да видиме кои проекти, што им е потребно на граѓаните, што нудиме ние, што нудат другите и тука граѓаните се најдат. Сепак почнавме и рековме дека главно Пржинскиот договор и целата оваа како да кажам, еден бран на договори, правни, закони и Пржинскиот договор е менаџиран со Европската заедница. Така е, меѓутоа значи, они стојат на крајот на изборите. Потписници и рекоа, вие ќе терате со реформите, но она што ве чека е евроатлантската интеграција. Така е. Значи, дали има сценарио што ние не го знаеме, а ние... Ако го видите Пржинскиот договор, го отворивте како прашање, јас сметам дека веќе сите препораки, односно се што беше договорено во Пржинскиот договор, ние го исполнивме. Значи дури доста работи кои што се надвор. Самата власт рече дека треба да работи на приве. Точно тоа, дури треба да работи во иднина. Ама тоа го кажа. Дури многу работи кои што се надвор од тој Пржински договор. Ама не, власта рече дека приве треба да се имплементира допрва во иднина. Сама рече дека нема да. Така е. После изборите, значи ќе се работи на препораките на приве, ќе се работи на сите реформи, значи реформите нема да застанат, реформите ќе продолжат. Но пред се и над се ќе бидат ставен акцент на економскиот развиток на државата. Тука ни иднината и тоа го очекуваат граѓаните. Не ми го разбравте позадината на прашањето. Друго прашање. Добро. Прашувам дали по изборите, ако не тера да се посветиме повторно на евроатлантските интеграции, значи дека треба да се фатиме со преговори со Грција околу решавање на спорот за името или не? Видете, тоа во континуитет стои. Значи, ние не сме се откажали од евроатлантскиот пат или не сме ги терали реформите кои што и претходно ни биле давани. И претходните избори, и пред тие избори од 2005, ако сакате и многу порано. Значи, по континуитет е тој, во континуитет нормално јас очекувам еден брај на притисок, повторно да се седне на преговарачка маса со Грција и повторно да се види какви се нивните ставови
какви се нашите ставови и дали можеме да изнајдеме реално заедничко решение. Од последните изјави кои што ги слушаме од страна на Грција, сметам дека тука веќе не само што не се приближуваме до ставовите, туку почнуваме да се оддалечуваме, но повторно ќе кажам, тоа е најверојатно една состојба во која што во моментот се наоѓа Грција и би сакала да се изгради многу подобри стартни основи при повторното преговарање со Република Македонија. Сметам дека во еден период, особено и во овој период, ако забележавте, додека траеше оваа политичка криза, дека се преземаа конкретни чекори од страна на власта, каде што во одредени делови, особено во деловите после бегалската криза и кога беше актуелна бегалската криза, ние почнавме со заедничка, во некое приближување со Грција, со заедничка соработка со Грција, пошто, впрочем, и ние сме две соседни држави кои што мора заеднички да соработуваат по сите полења. Соседите не се бира. Какви ќе бидат, како ќе течат преговорите, дали ќе дојдеме до заедничко решение, не очекувам искрено дека тоа ќе се случи многу брзо после изборите. Јас мислам исто дека нема да се случи многу брзо, бидејќи но преговорите сигурно треба да продолжат. Тоа се исто така постои консензус и мислам дека постои консензус доколку би се нашло некое решение дека тоа ќе оди на референдум. Значи сепак граѓаните ќе одлучат. Така е, нити политичките партии, ни власта, ни опозиција, која и да е власта и кога и да е, во кој период, ниту пак меѓународната заедница, за тоа одлучуваат. Драшовски за крај? Јас би тргнал малку поекстензивно и го толкува, значи пошироко. Значи сметам дека веднаш после тоа ќе мора да дојде до некои одредени преговори за името со посредство на меѓународната заедница. Ако гледате и на вашата телевизија и на другите, значи во вестите се коментира дека и Грција има сериозни притисоци да направи одредени отстапки. Значи, така и кај нас ќе има притисоци да се направат некои отстапки, што викаме на крај ќе одлучат граѓаните на референдум. Меѓутоа, ќе има отстапки и притисоци, тоа е резултат не само на таа желба наша и желба на НАТО да влеземе таму или во евроатлантските интеграции, туку гледаме дека комплетно се менува одредена геополитичката слика во светот. Значи, на Средниот исток, на Блискиот исток, на Балканот, сега има претензии тука да воспостави влијание, нели, и Русија и Кина. Ние јасни се нашите ориентации, меѓутоа не значи тоа дека така ќе остане ако и другата страна не преземе мерки. А ние викаме, председателот повеќе пати на државата вика дека треба да се спроведе одлуката на Меѓународниот суд на правда. И тука е проблемот што Грција сега трпи притисоци, бидејќи тие одлуки секогаш се почитувале. И не може така да се преминува преку тоа, откако се донесе таа одлука, гледаме дека некои ставови се ублажија, посебно некои важни земји членки на ЕУ, а и САД. Затоа што тоа е Меѓународниот суд на правда е под јурисдикција, односно како составен дел на Обединетите нации. Така што не можеме да ја игнорираме таа работа, треба да ја имплементираме и како што реков, значи сите фактори се заинтересирани за тоа, а ние не го променивме нашиот став, значи као Република Македонија, ни за милиметар, остануваме на тоа дека конечна цел е влез во НАТО и ЕУ и сега треба и другата страна да преземе нешто, значи за да се заврши тоа. Ние сами не можеме да го решиме тоа баш. Почитувани господа, ви благодарам што бидете гости во Аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Довидување и пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја немаш право да покажеш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само да сте саркастични колку што дайте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште ли ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Таму, ама до пола книга се одбележува. Нема да читаме цел. Ама молам режија.